Учениците од основното училиште Дане Крапчев од скопската населба Чиинто во екопроект за заштита на средината во која живеат, но и за штедење на водата. Поделени во групи, секојдневно се грижат за зеленилото во училиштето, поставуваат пораки за штедење на водата, ги хранат птиците во зимските месеци, собираат хартија, пластика и батерии. Во училишниот двор се поставени 2 базена за собирање дождовница. Со дождовницата учениците ги поливаат зеленилото и цветињата во училишната зграда. Ние децата од нашето училиште сме многу среќни што ги поделивме нашите работи. Нашите цвеќиња се многу среќни што успеваат да добијат дождовница. Ние децата од ово училиште и нашите наставници сме многу среќни што успеваме да ја заштедиме питката вода. Се надевам дека со овој проект ќе ја заштитиме нашата животна средина и ќе ја заштедиме нашата питка вода. Водата си го најде патот до цвеќињата. Бидејќи сега времето е малку потопло, ние цвеќињата ги вадиме директно. Но кога времето малку ќе залади, ние првин дождовницата ќе ја грееме на собна температура, а потоа ќе ги повадиме нашите прекрасни цвеќиња. Непотребното течење на водата може да се намали ако чешмите редовно се затворат. Како дел од проектот за заштеда на вода, учениците секојдневно поставуваат пораки на чешмите во училишните тоалети. Нашата задача е секојдневно да ставаме, да истекнуваме нови пораки, да ги предупредиме нашите другарчиња да штедат водата. Во холот на училиштето се поставени кутии за рециклирање стара хартија, стари батерии и пластика. Со спроведување на акцијата за собирање на пластични шишиња го намалуваме отпадот во локалната средина. Собраните шишиња ги носиме ги предаваме во комунална хигиена каде се подготвуваат за рециклирање. Ние сме екопатрола. Наша задача беше да ја селектираме хартијата. Во нашето училиште одржуваме акција за намалување на отпад. Хартијата која ја донесоа нашите другарчиња ја селектираме на хартија за рециклирање за потребите на училиштето и хартија која ќе ја предадеме на претпријатието комуна. Собраните батерии ги носиме во макетите на Тинекс, во кои има поставено контејнери за собирање на стари батерии. Оваа група ученици се грижи за птиците. Како екоученици кои се грижат за живење и работење во здрава животна средина, превзедовме одговорност да се грижиме и за птиците. Во направените гуџички за птици да им оставиме храна на птиците. За храна ги користиме трошките кои ни преостануваат од ожинките. На птиците потребна им е храна за да може да ја преживеат долгата и студена зима. Проектот Еко-училиште се реализира веќе втора година, а резултатите од него се за 20% помали сметки за вода и струја во училиштето. Главната цел на програмата е континуирано подигање на цел и на учениците и на наставниците е и понатаму да ја заштитуваат и да ја чуваат средината во која живеат, но и на рационален начин да ги користат придобивките од природата, а со тоа и да влијаат на заштитата на вода и електрична енергија во нивното училиште.